или дексазон, сте дошли да се убити на бърза помощ и доктор няма поема, нещо му каже и пикне една, 90 дена сте допинг позитивни. Нема важност дали вие сте вземали това време, ако не имamo надправа. 90 дена, кога да го тестираме, он е допинг позитивен. До 120, зависи от количината, например. Сонателно. Ова субстанции во поедини спорта, пием субаре, аз не си да игра. Метър го казах, виж така натаму, ова е подълба на специфични и неспецифични субстанции. Ова е много цитка, така да. Што сака да каже? Сака да каже дека одредена група на забранителни лекарствени субстанции, така наречени специфични, ја има много често во секојдневните лекарства. Например, кофеин, кол. Значи, обичниот кафетин е дозволен за главоболка, за не знам. А кафетин, кол, по инерција кажат или вие ќе му го даете. Не, знаете има псевдоефедрин. Псевдоефедринот затоа е во групата на специфични, или да не ги набравим кои се уште, затоа што може, не сакајки, не намерно најго да влезе во допинг прекршен. В тој случај, ако он докаже недвосмислено дека тоа е навистина грешка, тога санкцијата не е 2 години, тука е во зависност од целата ситуација која е докажена, е тежок процес, 6 месеци, 4 месеци, 2 месеци, ја намаѓа. Само за специфични субстанции и само со недвосмислен доказ дека не е лажено. Ме слушате ли без ова? Али камерата? Значи, во таквите ситуации, кога имаме специфична субстанца, ние може да покренеме постапка дека играчот бил жртва на ненамерен допинг позитивен случај. Се што е неспецифично, таа е цела листа голема, најтешки се на болици, сите методи и така натаму, нема апсолутно оправдување, нити потреба од докажување дали е земана за ова или за она. Понатаму одиме, значи ова се наброени, нема што го за нив. Ова се субстанции кои се секоја година малку се зголемува листа на мониторинг програма. Што значи тоа? Гледате дека и кофеинот е на мониторинг програма. Сите анализи што ги прави ВАДА, било од Македонија, било од било која држава, прават анализи во урината и на овие субстанции, да видат дали се предмет на злоупотреба. Па потоа се стават на научно испитување и да ги ставиме на лист. Затоа листите секоја година се апдейтира. Псевдоефедринот беше исклучен еден период од 4 години. Беше дозволен. Кога видува што се случува на фронтот, кога видува дека скоро 90% од анализите имат псевдоефедрин, се докаже дека тоа веќе се злоупотребува. И пак го вратија. Сега е она што е многу важно, медицински докажено, не од искуството, меѓу тоа што треба да го знаете. Во главно, сите забранети субстанции, пеметодите се медицински материјали и не постои лек кој нема нус несакани дејства. Особено кога се користи во спортот како допинг субстанција. Зошто? Затоа што количината на лекот што ќе се земе како допинг е 3 или 4 пати поголема од она што ја земеме за лечење. И ќе скратам, не сте доктори. Сите субстанции што ќе ги наброиме по групи, сите имаат сериозни здравствени нарушувања кај оно што ги користи. И тоа најчесто. Кардиоваскулариот систем, срцето и крвните садови, со мозокот, црниот дроб, бубрезите и така натаму и така натаму. Значи, пократко, стимулантите, како што е амфетаминот, ефедринот и кокаинот, представени преку нив, ги има милион. Видите, дават многу несакани ефекти, за мене најбитен број 4. Значи, што дават? Дават една аритмична работа на срцето, која се јавува и во мир. Значи, ако испиете вие 2-3 таблетки ефедрин, ќе почне да ви прескока срцето и добиете екстрасистоли. Zanimите сега, вашите играчи добива фреквенција за време на надпревар во исклучителни спринтиви движења 200-220. И таман и ефедрин.
колко е близко до добиване на смъртоносни сърчеви аритмии. Имаме случаи за кои не се дава ненаблегано, зашто се смета дека смртни случаи на теренот не се од здравствени проблеми, туку се од злоупотреба на вакви стимуланти. Анаболните стероиди се најеклатантни затоа што дават на вистина видливи промени, ги гледаме сите, ги гледате на билданите, со сила, со скратен замор, со агресивност и така натаму, меѓутоа и се со најтешките последици по здравјето. Поготово што сега имаме нови така наречени синтетизирани анаболици. Значи даваат големи крвепритоци, инфаркти, мозочни удари, ракови на црндо, рак на бубрези, нарушен гастроинтестинален систем, ослабување на везеното ткиво, пукање на мускули и така натаму и така натаму. Меѓутоа, по-карактеристично е она што се дава едно за мажи, другото кај жените. Например, кај мажите, покрај акрите ќе се јави атрофија на тестисите. Нема сперматозоиди, не е моќен да има фамилија, импотентен е, неплоден, му се зголема простатата, добива гради како жена, ќелавост, дисфункција на бубрези и така натаму. Значи, наместо мачемен, имаме ние сега мачево гумен. А жените пак е маж кој зимал пред да зима и кога зимал анаболни стероиди. Жените, ова е сликата со таа е женска, ако има брада, значи развива машки карактеристики. Рапав глас, мускулатура, ваканство по цело тело, губи менструални циклус, се зголемува 330 работи и целата таа работа дали држи и за претходните и за овие да се дрзнат да взимат вакви субстанции, дали се исплати. Веројатно некој пат се исплаќа, но сега не знам. Исто примерот да кажем, имаше еден анаболик Андрокур кој го користеа романците за нивните гимнастичари. Тој има таков ефект да кај адолесцентите, оние кои не го завршиле пубертетот, го стагнира растот и развојот на карлицата, па гимнастичарките на Романија беа нон-стоп први затоа што взима Андрокур. Тесни карлици, кратки мири, растор прават да разбој на етам нешто и така натаму. И затоа најде ако му речи ден денес уште ги тужа. Значи тоа е она што значи опасност по здравјето. Ова се тука милион вештачки транспортери на кислород, заедно со нив и крвта, милион болести по крвта, коагулации, тромбози и така натаму, како и крвно пренесливи болести, се користи шприцови. Ова се бета-2 агонистите, за нив малку покасно. Наркотици, диуретиците, кои во фудбалот не се зимат, особено затоа што ние се бориме со дехидрацијата. Не да дехидрираме, а овие прават дехидрација. Меѓутоа се зимат во спортови кај се кине килажа и може да направат буквално се што е напишено и можна смртна последица. Ова се тие што ги кажавме пред малку кортикостероидите. Најчесто они се за мене стапица за спортистите. Многу често не сакајќи ќе одат за температура и кај нас во Македонија уште колегите даваат од прва рака за да му го улепшат ноќите или денот, особено брза помош, дексаметазон со аналгин или робазон и човекот страда. Покрај страдање ќе биде допинг позитивен, не види што е тоа. Значи, дали гастритис, дали остеопороза, дали огромни бројни здравствени последици. И затоа таа критична свест треба да ја промениме кај докторите. Ова е хормонот на растот. Тоа е така наречениот хормон на младоста, што го земат многу филмски звезди од Калифорнија, меѓу нив е и Силвестер Сталоне, и тоа е, гледате какви се сите промени. Значи, срчеви, мозочни, црндор, кој што спомнали предходно, меѓу тоа се појавува ако е човекот постпубертет, така наречена акромеганија. Гледате каква му е фацата на овој човек, зголемено чело, вилица, нозите долу и колената, и е нефункционален. И на крај завршува смртно. Ако е пред пубертет, пак се добива джиновски раст, како оној кинезот што играше во Америка, значи 2,5 метри ќе биде, ама животот му е многу краток.
генскиот допинг рековме нема да го анализираме, само ќе ја кажам, ова реченица е многу битна и многу сликовита. Со една реченица Нобеловецот Џорџ Рајт рекол: новиот биоинженеринг кој ги прави тие преноси на генски материјали даде во капацитетот на некој Хитлер нов или некој спортист, има мој да го резидизајнира човештвото кое е творба на 3 билиарди години еволуција преку ноќ. Да го редизајнира. Ова се така наречените ваши обврски, кои мора да ги знаете и на кои мора да се повинувате, за да бидете таму кај што сте. Да ги познавате сите антидопинг политики и правила кои се однесуваат на спортистите и на вас, да соработувате со сите програми, па и со ова денешната, да имате значително влијание да се промовира чистиот спорт, мора да сработувате со антидопинг организациите и не смеете да поседувате никаква забранета субстанца. Сакам да кажам уште едно. Доколку бидете фатени со забранета субстанца, со давање на собет, охрабрување некој да взема допинг, ќе бидете санкционирани. И најблиското место до саканиот спорт за вас ќе биде трибината. Не може да бидете ни тренер, ни вратар, ни секретар, ни перач, ни ништо. Ова е вториот дел. Сега ќе добиеме впечаток дека спортистите не смеат да взимат лекови и кога се болни. Не е така, затоа што секој спортист кој јас и вие може да биде утекнат на живота да добие болест и мора да се лечи. Поколку се работи за болест за која е потребна забранета субстанца, има една процедура која е така интернационален стандард и која ние почитуваме, наречена издавање на дозвола за терапевтска употреба. Доколку спортистот има таква болест, ќе видите кога. Значи, таа се аплицира кога се работи за национално ниво спортисти, а ние зборуваме за национално, до националното антидопинг тело, фудбалската федерација и агенцијата, ако е меѓународно ниво е меѓународната асоциација. Во некои случаи тие дозволи се заедничко препознатливи, меѓутоа вообичаено ние ги препознаваме нивните, тие од нас барат дополнителни објаснувања, а ВАДА врши пак мониторирање, надгледување, прекин, или ако некој не ја прекине, а сме во право, па ја враќа на снага. Има формулар, исто го има на веб страницата на ФФМ, се даунлодира, формуларот го пополнува докторот и играчот, или тренерот и играчот, и се испраќа до таму кај што треба да се испрати во рокот 30 дена пред да почне првенство. Значи, вообичаено, сега да не ви изненади 30 дена. Зборуваме за хронични заболувања. Не зборуваме за акутни заболувања. Значи, тие се тие на кои им треба субстанца која е на забранета листа, бидејќи нема друга алтернатива. И ќе видите кој е. Се аплицира 30 дена, изјава на докторот, како се дава, зашто се дава, комплетен навод од клиниката за болест потврдена дека постои и така натаму. Да биде принт, ово напишено и така натаму, и дозволата ќе биде издадена во рокот тие 30 дена. Не смее да ја користи субстанца ако игра пред да ја добие дозволата. И сега има уште еден случај кога се бара не 30 дена, тоа е така наречено ретроактивно барање. Имате играчи, играте убитува на надпревар на пелиста, пролете, чели колку сакаш на теренот, кастува некоја пчела играчот, а он е со бурна алергичка реакција, анафилакса, која може да му однесе животот. Во тој случај ние даваме и адреналин и кортико и после тоа пишуваме заради таква и таква ситуација. Носени во болница, докажено таму, беше ординирано тоа и тоа и тоа, и бараме да ни дадете дозвола, бидејќи он ќе биде допинг позитивен уште 2 месеци. Тоа е ретроактивно или за исклучителни случаеви. Еден пример е од ракометот, добил абсцес на тонзили, ешкакливо. И ИХФ ни се обрати и ние им вративме, сакајќи да го заштитиме, бидејќи беше европско правенство, ни вратија дека ја прифаќа, тие кои имаш дозвола со жолто, друг пат не можете го правите тоа. Ако има он абсцес на тонзили, не знам дали знаете тоа, гнојна кеса толкова, не гнојни краници, тоа е многу поужасно. Не може он да игра 2 недели минимум, а ние му даваме дозвол да игра у среда. Значи нешто смрти.
И тие двете можности и они кажуваат дека се многу ретки, дури непознати во светот, освен во земји кои ние Бугарија и Албанија. Критериумите се кои? Спортистот ќе доживее значајно влошување на болеста ако не прима такви субстанции. Второ, ако субстанца нема да ги подигне неговите способности повеќе од оние што ги има нормално кога бил здрав или кога ќе оздравее. И трето, нема разумна терапевтска соодветна замена за лечење на таа болест. Значи, мора да бидете исполнити овој критериум. Инаку да бара дозвола, он взимал нешто порано, па сега бара дозвола за, да кажем, да му се дадат диуретици, да се пере, да го маскира она што го користува без дозвола, е недозволено. Или, ако бара, има ниски граници на тестостерон, природно, и сака да добие барем како оној што има малку повисоки. Не да надврлем, а да има барем во дозволените граници. И тоа е недозволено. Одбивањето на барењето е да кога нема потреба од барењето терапија, постои алтернатива, доколку барењето не е ситко напишено, нема соодветна медицинска подкрепа и не е запазен рокот. Одбивањето од барење може да биде обжалено до НАДО, Меѓународната асоциација или до ВАДА. Сите имат своји ингеренции и на крајно, ако сите му го одбијат, крајна инстанца е телото за спортска арбитража во Лозана, кој сигурно ќе му го одбие и ќе му земе 50.000 евра. Сега, ова е интернационалната постапка за сите субстанции кои беа на листата, важи освен, бидејќи астмата е многу често заболувана. Астматичарите се многу добри спортисти. Не зборам за сите, има такви кои взимат и златни медали. Освен за кортикостероиди кои се администрирани локално во форма на капки или крема, или со спреј за астма, и тие бета-2 агонисти што ги спомнав малку по-горе, и тоа од нив не за сите, за салбут, ако е земен до 1600 микрограми на 24 часа, формотерол до 54 мг и салметерол според индикации строго кои се напишени на самата кутија. За нив нема потреба да се бара. За се друго се бара. Најчесто се бара е да не ставаме во заблуда. Инсулин за диабетичари или потешки антиастматски лекови кои не се во онаа група, или болни од хронични колити кои взимаат кортикотерапија, мажит со опериран тумор на тестици, така да, тоа се толку многу ретки да чисто да ја имате информациите пред вас. Значи, ова не би требало воопшто. Време трајањето на таа дозвола за секоја болест е посебно. За некој 1 година, за некој 4, за некој 6 месеци и така натаму, по истекот, бидејќи таа хронична болест се подлесува ново барање, со сите податоци релевантни што се барат, што вие ме треба да ги знаете. Таа важува ако истече време трајањето кое е назначено, ако играчот манипулира со дозата, со тие работи, бидејќи ние тој е подложен на тестирање и се он добил дозвола за таа доза, а на анализите добиваме 3-кратно поголема доза завршена работа. И го информираме дека му се одзема дозволата и така натаму. Значи тие се ситуации. Тоа да секој пат играчот треба да носи со себе и да има копии, да ја дава ако биде селектиран за тестирање на допинг контролорот. Ова за докторите не е за вас, ова е за сите и за мене, и за нив, и за вас. Значи, сите ние стоиме на работа од непозната иднина, кога се работи не само за допингот, и за намештајки и така натаму, но брзината на промените не смее да ни биде извинување за погрешниот суд, резервираниот став. Ние мора да направиме разлика, како што вели изворениот колумнист, меѓу триумфот на карактерот и триумфот на хемијата. Сите ние заедно да ја промениме улогата на советодавачи, колку и како да се земе од некоја допинг субстанца и да се потрудиме да ги спречиме таквите појави. За доброто на сите, се надевам дека ќе успееме да имаме чист спорт. Чистиот спорт, ова предавање и сите тестирања не се прават, значи не ги финансира Министерството за здравство или Меѓународната светска здравствена организација. Ги финансират спортските организации и државата. Зошто?
да ги заштитат правата на чистите спортисти. Респект на правилата, защита на правата на чистите спортисти. Другият предавач го нема. И аз ово предаване завърших и ви кажам по кратки църти, може да го отворим и може и да не го отворим. Предаването ќе го кажам. Во случая да се факти забранят допинг позитивни играчи, санкциите се многу ригорозни. Сега со кодот од 2015 година ќе бидат уште по-ригорозни. Овој код е многу по-флексибилен и многу по-строг. Флексибилен за оние што се жртви на ненамерно допинг, а докажат за тоа, и многу по-строг за оние кои имаат намера да се допингуваат. Нема извинување, веќе не е 2 години, од прв допинг случај е 4 години. Втор доживотно. Што правиме? Наоѓаме, правиме контрола, наоѓаме дека играчот број тој и тој, со име и презиме тој и тој, има забранета субстанца по наводот од лабораторијата. Лабораторијата за 24 часа не информира и ние правиме анализа дали тој има дозвола за терапевтско користење на ова што е најдено. Нема дозвола за таква. Дали има некаде направено збрка во транспортот, при земањето на нема. Значи се е чисто. Го прашуваме играчот дали сака во рок од 24 часа или 48 часа да биде направена контрола паралелно на Б примерокот кој се чува во лабораторијата, ако смете дека ова е лажно. Со тоа што тој ги сноси трошоците. Дури може да биде он присутен, да не викне мене, да викне вас, плаќа све и пред него се отвара и се прави анализата. Ако ја потврди првата, или ако не побара, веднаш се подготвува материјалот за санкции на истиот играч. Тие санкции зависат од случај до случај и од типот на забранета субстанца. Значи, најтешки се анаболици, полезни се стимулантите. Меѓутоа, зависи од многу други работи, доколку играчот соработува со нас, откривајќи нанесна група која врши продавање, лажење, мамење, тогаш му се кине пола до 3/4 од казната, како соработник. Ако го признае прекршокот, пред да правиме анализа во лабораторијата, значи му правиме пола казна, ако била година, сега ќе стане година. И ако открие група, значи ќе одлежи најмногу 3 месеци. Бидејќи допринел многу во сузбивање на допингот, па тоа му се одзема како сатисфакција или како гратис награда за тоа што се работи. Меѓутоа, доколку не, прво од 2015 веќе не зборувам за овој код, 4 години трговете до живот. Доколку некој тренер е фатен дека учествува допинг прекршок, било со трговија, било со наведување и мамење на играчот, било со носење во джебот на забранети субстанции, и било кој он е прекршок што ги наброи, му се забранува на тренерот да работи доживотно во било кој клуб, во било која функција, или ако е полесен прекршок 4 години. Зошто е сега пак ова важно? Доколку играчите, од кога ќе биде обзнането неговото име, дека е фатен, доколку играчите или некој играч соработува со тој тренер понатаму, да го тренира било како, на било кој начин, играчот ќе биде санкциониран дека направил допинг прекршок. Значи, забранета е било која комуникација на спортистите со овој човек. Освен ако се работи за маж и жена, сопругата и да е спортист, мора да го трпи него или обратно. Значи, забранета е комуникацијата, тоа се вика забрането здружување, за кое следува 2 години санкција како допинг прекршок. И затоа реков, најблиското место до вашиот спорт ќе бидат трибините, со купена карта. Ако има прашања, прашајте, ако не, ќе ја дадам збор на моите колеги. Дали имате прашање, да ќе го кажам, за санкции, за било што. Потенцирам, че на крајот ќе ги поделим и материјалите и прашањата, да не забораваме и да не си одите. Прашање? Доколку нема, ние сме тренери на деца, па
Многу важно. Треба да им укажувате нон-стоп. Оти децата нон-стоп, знаеш, кога се сами, ќе се накрукам, они не оте ќе земат, ама се така се, на некој начин размислуваат во погрешен смер. Доктор, ја како нешто, не се запознаени, меѓутоа колегите вие не знаете, това имате случај. Беше да се случи. Многу го посочи. Не се сеќавам. Затоа јас се сеќавам. Дечко беше жртва. Прв. Осталение на средно уво, отишъл да го суспендира. Значи ние реагирахме во време, бидејќи ќе беше санкцијата огромна. И по федерацијата, и по играчите. Значи, добро што не предупреди, иако малку покасно. Он тако бил сигурно и редуциран. Спортиста кој сигурно се разбираше. Да. Не, мислам, тука не е ништо да може да не, нема врска. Се е во ред, неги тоа е тоа. Значи, ако го знаете, други од кога веќе направил грешните, ви кажам веднаш, све за Богу представя, еве што ви стави, јавувајте, да ви кажете да го ставате или нека се седи порано.